Večno ke ja sakam, postaja svoja, skopni kaže mi. Марија Димовска е светски шампион во кикбокс. Димовска во финалето на светското првенство во кикбокс за кадети и јуниори во Будимпешта, Унгарија, славеше 2:1 против израелката Мија Лјамичев. Марија победи против кикбоксерката од Израел, притоа покажа доминација во сите рунди. Иако ја одземаа 1 поен на Марија, пак победи, изјави кратко по борбата селекторот Дејан Митровски-Урко. Завршуваат градежните активности во училиштата во Скопска Гази Баба. Во завршна фаза влегуваат градежните активности во повеќе училишта на територија на општина Гази Баба. Предходно градежно занаетчиски работи се реализираа во основните училишта Григор Прличев, Njegош, Крум Тошев и Наум Охридски, а во Наум Наумовски Борче започнаа градежните активности за санација на кровот кој беше оштетен при невреме во изминатиот период. Започна реконструкцијата на улицата Елисије Поповски во општина Центар. Градоначалникот Горан Герасимовски беше на отпочнувањето на градежните работи. Се предвидува асфалт на површина од 4822 метри квадратни, подигнување и нивелирање на постојните шахти, вградување нови бетонски рабници и поплочување на тротоарите со павер елементи. Нејзино целосно пуштање во употреба ќе биде во октомври месец. За реконструкцијата на улицата Елисије Поповски од општинскиот буџет се издвоени 13 милиони денари. Со настап на бендот Ретро Vibes почнаа деновите на општина Ѓорче Петров, кои ќе траат речиси цел месец. Вечер исполнета со добра музика, вкусна храна и пијалаци е она што го раздвижи централниот дел на Ѓорче за сите генерации и вкусови. Викендов е наменет за љубителите на филмската индустрија, па сабота на игралиштето Бранители во Волково ќе биде прикажан филмот Тедуа, Жими мене. Недела е ден посветен на најмладите, а нивните насмевки ни се најважни пред почетокот на учебната година. Фестивалот за детски песни Јаболчиња ќе почне од 13 часот во Реонскиот парк. Културно-забавната програма ќе трае се до 20 септември со голем концерт на познати македонски пејачи, а ќе бидат проследени и многу други настани со спортски, културен и забавен карактер. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу песни. Večno ke ja sakam,